Варање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Кривичниот суд повторно им изрече мерка притвор од 30 дена. Денешен гости во емисијата е професорката Тања Каракавиша. Професорка, добро дојдовте. За почеток ме интересира вашето мислење. Вчера, например, беше формиран Советот за следење на имплементацијата на реформите во правосудството. Дали за почеток би требале да се позанимаваат и да го следат движењето на обвинителниот акт кој како флаер се дели по медиуми, а се уште го немаат или барем до синоќа го нема, например, адвокатите на одбраната? Так. Лаза, значи во Македонија веќе 20 и кусур години зборуваме за некакви судски реформи. Правиме разноразни стратегии. Секоја политичка партија како ќе дојде на власт си прави нова стратегија за правосудство, за реформа во правосудството. Континуирано, постојано зборуваме за потребата од непристрасно правосудство, значи политички, партиски, непристрасно. Правосудство кое што ќе биде ослободено од секакви видови стеги, уцени, закани, притисоци, особено од политичките партии. Но за жал гледаме дека никако не можеме да успееме како држава да воспоставиме еден квалитетен правосуден систем во кој што ќе имаат пред се доверба граѓаните. Систем кој што нема да се спротивставува еден на друг, во смисла јавно обвинителство да реагира на еден начин, понизок суд да реагира на контрадикторно на она што е одлука на највисокиот суд. Значи, гледаме еден раштиман оркестар во кој што секој си свири на начин на кој што мисли дека треба да свири, без притоа да има една конзистентност во рамката, една конзистентност во системот кој што ќе ги следи генералните начела кои што се утврдени во рамките на правосудниот систем. Тие начела се општо познати, начела кои што им се познати и на европските судови, и на европските правосудни системи, но начела кои што за жал не можеме да ги препознаеме во нашиот систем. Имаме, например, основно начело е презумпција на невиност. Дали ние во 20 и кусур години како сме независна држава, дали ние можеме да кажеме дека имаме презумпција на невиност која што се почитува од почетокот до крајот на постапката. Без разлика дали се работи за политички функционери, за обични граѓани, имаме сензационализми во постапките, имаме постојано истекување на информации од судските постапки, дел од нив се и не затворени за јавноста, но гледаме дека медиумите се први во информациите кога ќе дојде до некој особено некој важен предмет, што велите. Адвокатите го немаат обвинителниот акт, меѓутоа новинарите, медиумите, особено провладините, го има и не само што го имаат, туку го разгледуваа во детали, сегмент по сегмент, не баре новинариве се поголеми адвокати од адвокатите или од правниците, нели? Така што имаме еден целосно извртен систем, ако сакате систем на вредности, и систем поставен на начела кои што се познати во праксата, генерални начела кои што не смеат никој да ги повредат, но гледаме дека тоа се случува постојано. И ние можеме да направиме десетина нови совети за реформа на правосуден систем, а ако не постои волја кај луѓето кои што треба да ги следат реформите, кои што треба да ги направат реформите внатре во судството, ако и понатака имаме полтрони суди, полтрони обвинители, кои наместо да го читаат законот и да го применуваат законот, прво што прават се обраќаат до Зоран Заев, до амбасада и така натаму, ние нема да направиме ништо. Значи не е проблемот до потребата за реформи, тоа е констатирана и таа е утврдена. Проблемот е во тоа како да ги натераме луѓето кои што се дел од тие органи, правосудни органи, да се реформираат во својот менталитет, во својот капацитет, ако сакате, и во начинот на примената на уставот и на законите. Бидејќи тие се многу важна алка во нашиот систем. Ако имаме зависно судство, судство кое што е подложно на постојани притисоци, судство кое што е еродирано од внатре и кое што може во секој момент да биде наше за спроведување на политички монтировки и политички прогони, ние практично не можеме да излеземе од тој заробен правосуден систем и не можеме да ја правиме државава правна држава. Држава во која што ќе владее правото, туку како што гледаме ќе имаме монтирани
случаи каде што еден ден или Врховниот суд ќе одлучи едно, веќе ноќта Основниот суд ќе донесе повторно решение за притворање на лицето врз основа на покренат обвинителен акт. Точно е тоа дека со покренување на обвинителниот акт може ли да се продолжи притворот или да се повторно да се спроведе мерката притвор доколку обвинителот тоа цени и во обвинителниот акт го докажува врз основа на докази. Но е многу интересен тајмингот. Зошто се случува тоа во ист ден? Тоа е класична тортура која што ни се случи на луѓе кои што се ја тврдам неправедно осудени односно обвинети и пратени во притвор. Значи Сабајлето се реализира одлуката на Врховниот суд, веќе вечерта, односно рано Сабајле повторно ги притвора. Тоа е класична тортура. Поред професорка, еве да претпоставиме дека судството не е еродирано, хипотетично, како што вие велите. Што требало да се случи во тие 24-48 часа од одлуката на Врховниот суд, мерката притвор да ја замени со домашен притвор, за повторно истите луѓе, не истите, 5 мина од нив, да завршат во притвор? Па тоа велам, значи Врховниот суд врз основа на она што располагал како докази, вели престрога е казната која што им е определена на луѓето, треба таа да се замени со куќен притвор. Обвинителниот акт, барем така како што беше представено нели во јавноста, јавниот обвинител тоа го кажа, во обвинителниот акт наводно биле утврдени нови докази и биле утврдени нови сомневања, за кои што судот, основниот суд, повторно ценел дека постои опасност од бегство и така натаму. И врз основа на тие нови докази и сега врз основа на покренат обвинителен акт предлага ваква мерка, односно се уважува ваквата мерка, повторно да бидат упатени во притвор. Значи, мене не ми е во тој момент спорно. Спорно ми е како е можно до тој степен да бидат као синхронизирани, нели? Значи, све ми е некако како приказна во кое што ќе се играме со човечките животи, во кое што ќе се играме со човечките судбини. Значи, не е хумано пред се, не е човечки пред се. Ти дента Сабајлето да го пушташ, а потоа повторно да го приведеш. Значи, дајте барем, што велам ја, оставете ги луѓето барем да се избањаат кој што треба. Значи, не е хуман концептот кој што го спроведува судството во конкретниот случај и многу наликува на не само монтиран процес, туку и процес во кој што се сака да се омаловажи секој еден член во таа група, нели како што ја вела, терористичка група, но и да се прати една порака дека до јавноста дека работите во голем дел зависат од од судството, а уствари ако сакате позади судството стои еден човек и еден странски агент би рекла кој што ги монтира работиве и ги прави работиве како на филмска лента. Значи буквално ја велам ова е како за на филм сценарио. Она што е многу страшно, Лазе, а за кој што гледам никој веќе не обраќа внимание, е на генерална констатација дека во Република Македонија ние сме заробени. Честа е констатацијата, нели, дека е киднапирана државава, дека е заробен системот и така натаму, но јас ќе кажам заробени се луѓето. Затоа што оваа власт дојде на власт врз база на нелегален начин. Така, значи врз база на нелегално снимани материјали, кои потоа на нелегален начин беа објавени во јавноста, значи бомбите експлодираа пред нас на нелегален начин, затоа што извинете, тоа е законски забрането, нели да објавуваш нешто што си го стекнал на нелегален начин. Понатака, ако сакаме да ги следиме хронологијата како дојде Заев на власт и како се одвиваше понатака, ќе видиме практично дека никој не може да гарантира дека сите материјали се предадени во СЈО. Затоа што имаме континуитет на предавање нови и нови материјали. Ако се сеќавате на предпоследната конференција на КТЦ Јанова, вели дека материјали, сите оние кои што поседуваат нелегално снимани материјали, треба да ги донесат до СЈО. Значи и тие се свесни дека има океан од снимани материјали во кој што најголем дел се со компрометирачка содржина. И сега можете да замислите, Македонија е 2 милиони луѓе. Во Македонија се знае кои се суди, кои се обвинители, кои се на некои клучни позиции, така? Тоа значи дека, хипотетички, може да се случи да за секој судија, за секој јавен обвинител, Заев го држи во джеб. Има такви компрометирачки материјали, во кои што практично ги става како свој аргати да му работат нешто што му е нему замислено сценарио.
И ја тука воопшто не ја исклучувам таа можност, дека и судиите се ставени во тоа сценарио и дека јавните обвинители се ставени во тоа сценарио и дека со цел да си го, нели, да си го зачуваат образот, да не се компрометираат во јавноста, тие ќе направат се како што ќе им каже Заев. И тоа е она што е страшно. Тоа е она што практично нас најмногу треба да не боли и тука треба да се движи реформата. Да видиме како да се ослободиме од овие нелегално стекнати материјали, да знаеме 100% дека Заев веќе ги нема и дека ги нема ни во копија, и дека никој нема, никој, ни опозиција, ни власт, дека никој нема. Затоа што ако ние продолжиме на ваков начин да ја водиме државата, ние немаме ни држава, немаме ни власт, немаме ни опозиција, немаме ништо. Имаме заробени граѓани кои се уценети и кои мора да работат така како што ќе му каже тој што го уценува. И практично со тоа ние немаме организиран систем и организиран поредок. И мене ми е сега прашањето како да дознаеме дека ова е се што го има, нели, Катица, и на кој начин тоа све треба да се уништи како материјал. Затоа што тоа и понатака може да носи нови и нови поделби, нова и нова омраза, страф меѓу граѓаните. Што мислите, луѓето не се плашат? Заради тоа што може некој за некого да има материјали. И имаме еден вртлок, јас ќе викам спирала на незаконитост, која не носи во анархија. Имаме снимки за секого, сите тие луѓе се вработени во некои служби, на некои места, некои клучни, некои неклучни, така натаму. И ние практично самата држава си ја доведуваме во состојба на анархија. Значи наместо да зборуваме за владење на право и за почитување на устав и на закон, ние зборуваме за тоа кој на кого му задоволува некаква потреба и кому му е слуга затоа што е уценет. Во конкретниот случај мислам дека се работи за една, по моја вака размислување, за една класична приказна која што е срочена во рамките на некои кујни, кои треба да дадат демек мала издишка за луѓето и повторно да ги вратат во притвор, односно во затвор, без при тоа да водат сметка дека обвинителот е странка во постапката, тој не е судија. Обвинителниот акт, со самиот факт што е поднесен, тоа не значи дека тие луѓе се виновни. И не значи дека веднаш треба да им се стави жик на луѓе кои што се криви за нешто. Туку обвинителниот акт е само предлог на обвинителот до судот, врз основа на кој што предлог треба да се води главна расправа, во кој понатака сите засегнати страни имаат право на жалба, потоа обвинителот има право исто така на приговор против решение, доколку нели првостепениот суд оцени дека обвинителниот акт е прејак, пресилен, незаснован доволно на докази, така натаму. Значи целата постапка се уште, ја велам, уште не е ни почната. Нели, каде што имаме точно утврдена, нели, две страни, еднаквост на оружјата, секој да си го каже своето, секој да каже, но имаме нееднаквост на странките. Имаме јавен обвинител кој што пие кафе со судијата, нели, и кој што се договара тет-а-тет, а од другата страна адвокативе немаат поима. Немаат никаква допирна, би рекла, точка со предметот, немаат уште доставен обвинителен акт. Медиумски е покриен, адвокатите уште го немаат, а тече рокот за жалба. И така натаму. Значи, ние имаме еден систем, не само заробен, киднапиран, туку систем во кој практично се одвива надвор од она што е законска одредба, нели? И некако во некои скриени простории каде што се договараат процесите. И тоа е она што е многу страшно. И на крајот на денот не знаеме кој зашто е уценет и кој зашто му го држат, нели, палтото. Не сакам да ве навлекувам на политички шпекулации, меѓутоа дали, на пример, истекувањето на обвинителниот акт во медиуми, неговото сецирање дел по дел, како што рековте, може да послужи за маскирање на некои многу побитни процеси кои што се случуваат во државата. Еве денеска, на пример, не разговараме за односите со Русија. Не разговараме денеска за начинот на кој што се пресмета просечната плата. Не разговараме за казандол и за финансиските импликации, за не разговараме за 18% данок што ни ги спрема прогресивниот данок кој што наводно Тевтовски сака, Кочан Јушев не давал и така натаму. Дали е тоа може би? Точно, па види, значи ја не случајно реков дека се работи за политички прогон. Политичкиот прогон е секогаш пресметана работа.
и секогаш се пушта во оној момент или се пуштаат сензационални елементи од прогонот во оној момент кога треба да се замаскира некоја друга важна работа која може да предизвика сериозен бунт и револт кај граѓаните. Значи да не заборавиме дека во овие 10 месеци или 11 месеци на власт на Заев и неговава банда е практично период на континуирани скандали кои што ја тресат Македонија. Не е владата, Македонија ја тресат. Ајде да почнеме од тоа, нели, јас секогаш сакам да видам каков е начинот и стилот на владење, како дојдоа тие на власт, затоа што сега се полни со устите дека се крши устав, закон, или се кршел уставот од страна на претседателот на државата и така натаму. Ајде да видиме како тие го почитуваат уставот и законите и другите акти кои што се, нели, подзаконски. Значи, да не заборавиме дека помагатели и соучесници во процесот кога имавме 8 или 9 или 10 повредени полицајци, кога имавме еден би рекла, нели, политички масакр пред владата, кога имавме улавена банда на луѓе кои што маваа по полицајците со што стигнат, така, кога ги палеа контейнерите, па ги пуштаа контейнерите према полицајците, кога имавме сериозно загрозување на уставниот поредок, јавното обвинителство молчеше. Така, не беше поднесено ниту едно сериозна пријава, односно обвинителен акт против луѓето кои што практично го загрозија уставниот поредок. Што е загрозување на уставен поредок? Кога не почитуваш устав, кога не ги почитуваш легитимните и легални избрани институции и кога гаѓаш со се што по нив. Ако сакаме да ја извлечеме дефиницијата на загрозување на уставен поредок, тоа е. Ние видовме како ноншалантно шарините, нели, не практично поминаа без никаква казна. Тук таму некој, нели, беше приведен и тоа и пуштени на слобода. Значи ние не видовме сериозен одговор од другава страна, институционален одговор, каде што ќе кажеме, чекај луѓе, не може така. Секој има право на протест, но секој има право на мирен протест. Се што е со насилство, се што е со директна лупана, директно повредување на уставниот поредок, но и на јавниот ред и мир, представува кривично дело. Немавме ништо, значи никаква институционална пријава против сите тие кои што беа учесници во тој процес. Понатака имавме, нели, бројни паради, нели, низ градот Скопје, но и во другиве градови, каде што се, нели, боја се фрлаше со боја по институциите, се фарбаа споменици и така натаму, никој ништо. Каде беше јавното обвинителство тогаш? Истите се тие луѓе. Значи, може би се смени јавниот обвинител на Република Македонија, но обвинителството како институција е иста, така? Зошто не се реагира уште по кривичната пријава која беше испратена мај месечинам ланската година од страна на едно здружение за правда од Битола. Значи, кривична пријава против претениците кои што го извршија нелегалниот и нелегитимен избор на Талат Џафери. Го избраа на скали, го избраа надвор од процедура, утврдена во деловник и во устав, го избраа малтене со, нели, снимање, што е многу вака интересно плюс, на претениците кои се ги снимаа со телефоните, демек еве ние го заменуваме каналот Собраниски, кој беше, нели, со прекинување, односно со завршување на седницата, практично беше изгасен. Надвор од сите процедури си го избраа Талат Џафери за председател на Собрание. И повторно ништо од тоа. Молк кај јавното обвинителство. Каде е тоа обвинителство? Нели собираше докази? Еве година дена собира докази за политичкото насилство кое што ни се случуваше. Ништо од тоа. Значи, имаме понатака ситуација каде што практично премиерот ја става државата во една покорна ситуација, во една понизна ситуација во однос на преговорите со името, никој не реагира. Институционално зборам. Значи, ние не сме се обврзале да тераме преговори со Грција. Времената спогодба е јасна. Вели разговори за разликите во името, односно конкретно, ако сакаме во референцата, бидејќи нас име никој не може да ни наметне. Тоа сум го зборела, име може само народ да си определи. Кое име сакаме ние да го имаме. Не може ниту еден меѓународен фактор, ниту било кој сосед да ни наметне нас државно име. Ние можеме само при времената референца да се договориме да ја замениме со трајна референца. Не можеме државно име да менуваме. И не смееме да го менуваме ако сакаме да бидеме суверена држава. И ако сакаме да не направиме кривично дело
дека ја ставаме Македонија и македонскиот народ во зависна и покорна позиција во однос на соседнава држава. Така што да не зборуваме за договорот за Бугарија, каде што практично си ја поништивме историјата и така натаму, сите тие елементи упатуваат на неуставност и незаконитост. Немаме никаква кривична пријава против ниту еден носител на власта до овој момент. И сега имаме една тотална дисбалансирана ситуација. Од една страна, постојано се атакува против ВМРО, со цел нели комплетно да се уништи како партија, впрочем тоа го кажаа и сегашниве власти, дека тоа им е намерата, и некои странски амбасадори, дека целта е да се уништи ВМРО во својата суштина, да се целосно или да се уништи или целосно да се разобличи, да не постои веќе патриотизам и желба за чувство нели кон љубов кон сопствената татковина. Целосно, значи, игнорирање на уставот и на законите, да не се навраќам од пржинските договори, нели? И тие беа спротивни на устав. И таа влада за спроведување на избори е противуставна. Ние се знае каков во уставот како се организираат влади, кој ги избира владите и на кој начин се организираат. Не можеме ние да имаме влада за организирање на избори и легитимна и легална влада. Мислам, тоа се некои такви, како да кажам, наметнати решенија во системот кои ни бодат очи, затоа што тоа не е нашиот уставен поредок. Тоа се некои диви меса насадени во нашиот систем кои треба да воспостават дисбаланс, односно хаос во системот. И да не зборувам нели за другите елементи од типот дополнителни министри, технички министри, вакви министри, такви министри кои нашиот систем не ги препознава. И затоа треба да подитно да се вратиме на она што е уставна категорија. Значи, сите работи да си ги подведеме во согласно со уставот и со законите. И кога зборува Заев за владење на право и на устав на закон, треба да се потсети за сите незаконски и неуставни действија кои што тој ги презел како влада и како премиер и што понатака ги преземаат неговите институции или државни органи и потоа да зборуваме до кај сме. Да се измериме условно во уставност и законитоста. Дали со одредувањето на овие 5 притвори е доведена во прашање правната сигурност на граѓаните во смисол на тоа дека и Врховниот суд, највисоката судска инстанца, не може да обезбеди правда? Или дали на некој начин кривичниот суд си поигра со авторитетот на Врховниот суд? Па тоа е целта. Значи, кажав, во рок од 24 часа вие спроведувате одлука на Врховен суд и Основен суд ви вели, ајде, тоа е смешно, јас повторно носам решение за приведување на истите и упатување во Идризово. Значи, тоа е целта, да се омаловажат сите органи кои не се под нивна контрола. Сега, да бидеме реални. Значи, Врховниот суд е единствениот се уште, би рекла, орган, кој не може да го, барем се трудат можеби, ама не можат целосно да го запоседнат и да го завладеат така како што тие во тоталитарниот ум си замислиле. И тоа е тоа. Значи, они сега се обидале, предпоставувам, на многу начини да влијат, но Врховниот суд зазеде став, зазеде мислење и го нели ефектуираш истото, но пазете сега, тоа исто како мене, како редовен професор, да ми кажа некој асистент во моите обврски, вие не сте во право и вие немате нели право тоа што го правите, јас ќе ви кажам како треба. Од прилика, значи хиерархијата на органите, на институциите во таа насока. Еден основен суд да му каже на Врховниот суд ти не си во право. Или, нели, како што тие сакаат да представат, обвинителниот акт има доволно докази дека луѓето може да се дадат во бегство и така натаму. Чекайте, значи кој го цени обвинителниот акт? Тоа е многу важно. Кој го цени обвинителниот акт? И сите докази? Судот, точно. Меѓутоа, дали можеме врз база на колку часови беа? 2-3 часа? Не, 2-3 сати, толку. Да. Значи, јавниот обвинител излезе на прес во 12 или во 1, нешто така, овие. Чекайте. Значи, прво не можеш да го прочиташ обвинителниот акт за толку кусо време, и веднаш да спроведеш, веднаш ти работат, ја не знаев дека работат 24/7, нели? Работа. Аха, толку, значи судот работи, мораше да седи до ноќта, касно во ноќта, нели, за да, мислам, што изигруваме ние, бал на вампири?
Не е наше да си играме суд, нема да си играме. Не, зборот ми е објективно. Не, ворете се, Значи, што дали, рековте, само сакам еден пример да дадам. еве, дали за монструм или за диво населје работеа 24/7? Тоа сакам да ги праша. Јасно, ја разбрав поентата. Значи реков не е наше да си играме суд во смисол како вовеза што сакам да ја прашам, затоа што мислам дека вреди да се поразговара околу квалификацијата тероризам и само ќе посочам еден цитат, значи не е ова од обвинителниот акт, затоа што не знам никако е стекнат и дали е веродостоен, туку е цитат Чудна работа, да. туку е цитат Јас од пресконференцијата да на добиам. државниот обвинител. И вели вака: обвинителството утврди дека обвинетите со намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, да оневозможат избор на председавач и председател на Собранието на Република Македонија предизвикале акт на насилство и така натаму продолжува. Сега, обвинителството веројатно мисли на изборот на Горан Мисовски за председавач. Веројатно мисли на изборот на Талат Џафери за председател на Собранието. Меѓутоа еден момент дали свесно се заборава. Обвинетите влегоа во Собранието, откако и Мисовски и Талат Џафери беа Направија избрани. кривично дело. Беа, ворете. Значи беа Не, избрани. ама кривично дело направија. Значи, Лазе, во оној момент кога нема да го почитуваш уставот, нема да ја почитуваш деловничката процедура, ти правиш кривично дело. Без разлика што они имаат имунитет. Значи, не се они над уставот и над законите. Имунитетот ни не ги штити од стореното кривично дело, ги штити од кажан збор, мислење, даден глас за закон и така натаму. Ова и флагранти се фатени во Поентата не беше вршење. како можеш да спречиш нешто што веќе се случило. Конкретно зборувам за избор. Тоа е еден момент. Второ, многу интересно е, како они сите знаеа дека во тој ден, клучен ден, нели, ќе биде направено тоа што беше направено, па така ги тргнаа некои од можните, нели, од лидериве, посебно Али Ахмети, да, беше тргнат од на страна за да не се појави. Значи, нели се тоа алудира на некакво сценарио. И кој е вплеткан во тоа сценарио? Само ВМРО е вплеткано. Чекайте, тука има нешто сериозно, кога вие не сте објективен и кога не ги ставате сите работи на маса и не ги вагате со исти тегови, туку на килото ставате од другата страна 10 кила, така, тогаш немате рационална одлука и немате резон, правен резон, немате правна логика во тоа што го правите. И затоа, ја велам, често пати се среќавам со луѓе и викаат: професорке, бе, овие се работи толку видливи, дури и за луѓе кои што не се правници. Ова е јасен пример за неправда. Точно. Значи, не мора ти да си правник, некаков светски или европски, па да можеш да ги цениш работиве. Толку е очигледно, толку е на очиглед на целата јавност да веќе нема потреба ни да се дискутира. Но очигледно дека некој сака да не прави на будали, цел народ да го прават на будали. Дека ние не разбираме право и дека само тие разбираат право, дека ние не разбираме што е процедура, што се докази, што е постапка и така натаму, дека само тие разбираат и тука се појавува тој главен, би рекла, овде не се работи за различни политички ставови. Овде се работи за логика, правна, објективно издржана и од друга страна тотална нелогика и тотално кршење на процедурите, на законите и на уставот. Поврзано со процедурите се, ќе продолжам разговорот на друга тема. Од СДСМ најавија дека однесувањето на поточно неговата одлука да не го подпише указот за закон за јазици ќе го достава до уставен суд. Кој акт ќе биде оспорен? Зашто ќе одлучува уставниот суд? Тоа треба да го прашате правникот или правниците што го советуваат Заев. Бидејќи јас колку што се разбирам од уставно право, а предавам на таа материја веќе 20 години, пред уставен суд се поднесува иницијатива за оспорување или оценување на уставноста и на законитоста на општите акти и другите прописи, нели? Значи, за пропис, односно акт. Во овој случај, кој акт тие ќе го поднесат да го разгледува Уставниот суд? Кој акт? Значи, председателот Иванов на пресконференција кажа зошто нема да го подпише указот за прогласување на законот. Се кажа човекот дека со тој закон се повредува унитарниот карактер на државата, дека е донесен надвор од деловничката процедура и дека тој како татко на нацијата е должен, by the way, нели се заколнал, дал заклетва дека ќе го почитува територијалниот интегритет, унитарниот карактер, уставниот поредок на државата и така натаму. Значи тој се заколнал за таа работа пред сите нас. Сега мислата негова ќе биде дадена пред Уставен суд.
пресконференцијата како лента, како снимено ќе биде дадена Уставниот суд да анализира што ќе биде дадено на. Тоа е едната нелогичност. Тие се повикуваа вака од шпекулации, колку што ќе не знам, ја не сум во контакт со луѓето од негови правници со кои што го консултира или се советува. Вели дека во овој случај има судирна надлежност. Демек председателот на државата неуставно влегува во ингеренциите на собранието и го кочи процесот на донесување на закони, што е врвна надлежност на собранието. Добро, ќе кажеш, да, председателот е тој кој што не го потпишува указот за прогласување на закон и по тој основ него не може тој закон да стапи во сила, што значи дека го кочи, нели, собранието во извршување на неговата законодавна власт. Меѓутоа, ова вака лаички кажано, нели, луѓето ќе кажат, па стварно да, има логика. Но, очигледно тие не ја кажуваат целата вистина и не кажуваат дека процесот на донесување на закон е една сложена работа, која што е составена од неколку фази. Првата фаза е предлагачот, кој е предлагач и кој поднесува предлог. Потоа е самата фаза на читање, односно нели усогласување на законот, негово изгласување и негово потпишување на указот за прогласување на законот со негово објавување во службен весник. Значи ние може да зборуваме за законодавна власт до моментот на негово носење во собранието. Значи пратениците си го изгласале, нека им е со среќа, но има една последна фаза каде што председателот легитимно, уставно, законски се вмешува во постапката на донесување на законот и тој вели, врз основа на проценката која што ја имал, и ја има, и тоа не е прв пат, и Киро Глигоров, и Борис Трајковски, и Бранко Црвенковски оствариле неколку права на вета во делот на кога ќе проценат дека тој закон е штетен, кога тој закон може да нанесе поголема штета отколку добро на државата. И на крајот на денот председателот Ѓорѓе Иванов има поголем легитимитет ако ги собереш сите пратеници што гласаа за законот заедно. Така што ниту може да му се оспори, тој има уставно утврдено право. Точно е тоа дека во уставот се вели дека е должен да го потпише указот за прогласување на закон кога втор пат ќе биде. Но исто така е важно, значи не треба да се чита само еден член од уставот, треба да се каже дека надлежноста на председателот е исто така да ја штити државата, да го штити уставот, да го штити унитарниот карактер на државата, да ја штити територијалната и севкупна безбедност на државата. И во тој дел председателот не може вие да му кажете ти не си легитимен да ни кажеш дали овој закон ќе биде штетен или нештетен. Тој човек има прво авторитет, кој што е изграден врз суверените граѓани кои гласале за него, второ има уставна таква надлежност да проценува. Тој не е само обичен потписник, ај се ќе ставиме потпис или не. Тој проценува дали тој закон може да биде добар или лош. Колку тој може негативни консеквенции да донесе во системот. И така натаму. И сега да се вратам за судирот на надлежности. Значи, кога имаме судир на надлежности, тука имаме борба меѓу две институции, кој е надлежен? Кога две институции велат дека се надлежни, имаме позитивен судир на надлежност, кога две институции бегаат од некоја работа, велат ние не сме надлежни, тоа е негативен. Тој судир на надлежност го решава Уставниот суд. И тој вели, во случај на позитивен судир, кога два органа се караат, Уставниот суд пресекува и вика ово е во право, ти не си во право. Кога двата органа бегаат од надлежност, Уставниот суд е тој што пресекува и вика ти си во право, тој не е во право. Овде што ќе процени? Кој судир на надлежност ќе го процени? Не постои такво нешто, зашто председателот си има уставно загарантирано право на вето мимо изгласаниот закон. Значи нема мешање на законодавна во извршна власт и обратно. Така што немаме ни судирна надлежност. Целата таа работа околу Уставниот суд е промашена. Мислам дека и тие правници кои што ќе му дадат совет на премиерот во оваа насока ќе бидат тотално лаици, би рекла, значи луѓе кои што нешто ќе предложат без да држи вода. И втор момент, наместо да се и наетиме и да бараме разни квази правни решенија како да се постапи, што да се постапи, до сега ќе остваревме, нели ако имаше здрав разум и добра волја, ќе остваревме и средба со ДУИ, со СДС, и со ВМРО, и со сите ние експертите, професори по уставно право, ќе им кажевме каде, во кој дел законот е неуставен, а има
19 члена кои што се неуставни, ќе им кажевме како тоа е уредено, кои се тие европски стандарди кои што треба да бидат гаранција за почитување на малцинските права согласно европските документи и така натаму и ќе се усогласеше законот, ќе се испеглаше, ќе се донесеше во процедура која што е утврдена. Да не заборавиме дека согласно процедурата која што ја тераше Талат, Талат заслужува и tekako една дебела интерпелација која што треба да му се поднесе за политичката негова одговорност во целиот случај, бидејќи тој во неколку наврати го прекрши деловникот. Прво, деловникот предвидува дека ако некој закон е ставен со европско знаменце, дека мора да се наведе во предлог законот кој е изворниот акт на кој што реферира законот или предлагачот. Таков акт не видовме во предлогот на законот. И ако е доследен Талат и согласно законите, ако вели и деловникот, јасно требаше да му биде дека тој, кога ќе види дека има фаличен предлог закон, каде што нема ни изјава од надлежниот министер со која директива го согласува, требаше да го врати таквиот предлог закон до предлагачот, односно до Министерството за правда. Ако тој во рок од 15 дена, нека си го чита член 136 од деловникот. Вика, ако во рок од 15 дена од барањето на председателот на собранието не постапи Министерството за правда, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Но Талат го изигнорира ова, изигнорира све што е напишано во деловникот, го стави со европско знаме, го лупна у Комисија за европски прашања наместо Комисија за политички систем како матично работно тело, ги забрани малтене, нели, им ја забрани расправата на ВМРО и претходно со 82-та поднесени амандмана, а подоцна да не зборувам за тој скандал што се случи, каде што председателот на државата по поднесените сугестии има согласно деловникот право да поднесе амандмани и да се разговара за тие амандмани. Не само што не се расправаше, туку не се ни гласаше за амандманите, воопшто се изигнорира и се донесе каубојски тој закон. И што сакаа да кажат, дека председателот на Републиката треба сето тоа да го замижи, да се прави дека не е од тука, дека е од некоја друга вселена? Не разбирам. Професорка, со оглед на тоа што рековте дека требаше да завршиме, само што малце ме интересира вашето мислење. Очигледно постои план Б. Вие рековте дека тоа со Уставниот суд име промашена идеја. Заев вчера најави дека ќе ангажирал правници, дел од собранието, дел од владата кои што треба да работат на тоа како законот да биде протнат и без подпис на председателот Иванов. Сега он тоа го објаснува со функционалната демократија која значи изнаоѓање решение на вакви преседани. Прво вие пред малку рековте не е преседан. Ова се случува. Не е преседан, значи неколку пати се случува. Што ново само на кратко може да понудат овие правници да му ги одземат ингеренциите на председателот? Значи ништо не може да понудат. Прво не може да кажат председателе нека шкрабне, што би рекол Фрчковски, на 2 места Талат и готово завршена работа. Тоа не е така. Тоа е неодговорно однесување, најмалку од еден професор по право. Не може тоа да биде решение. Второ, не може тој закон да биде објавен затоа што не е потпишан од председателот на државата. Само председателот на државата може да потпише указ. Никој друг, освен не дај Боже, ако се случи нешто на председателот, па да го заменува председателот на собрание, што се надевам дека нема да се случи. Без указ нема објавување во службен весник, затоа што ако директорот го објави на службен весник, ако го објави таквиот закон, тоа е кривична одговорност и тоа е многу добро кога знае, тоа е злоупотреба на службена положба, но и несовесно работење во служба. Значи во тој дел немаме не правник, свети правник нека му дојде назад, не може да каже. Не може да му даде решение. Вториот момент со Уставниот суд го побивме, нема шанси ни тоа, ни таа врата му е затворена, затоа што Уставниот суд не може дури да сака по своја иницијатива сега да поведе постапка, да види што да прави, врз основа на кој член од нивниот деловник ќе поведе таа постапка, што ќе ценат судерна надлежност не постои. Ќе ценат акт, немаме донесен акт. Што ќе ценат? Што? Што ќе испитуваат? Така што пак работите ги враќаме назад. Работите се шахмат. Или ќе седнеме и ќе правиме државата по модел на функционална демократија, ама не како Заев ќе каже или како Али ќе каже, тоа не е функционална демократија. Функционална демократија е кога се почитува устав и закон од сите, вклучително и од нив, и кога ќе се види дека некои работи не се прават на сила, не можете со мускули да ги буткате. Мора да се следите процедура. Таа е процедурата. Дали е добра или не, можеме да разговараме.
и да ја направиме пофункционална демократијата. Ама вие не можете, како што сте тргнале, со силување на закон, со силување на устав, со силување на држава, целосно ни се силувани институциите, 11 месеци, вие да зборувате за функционална демократија. Па знаете тоа како е, мислам, срамно е да го каже, посебно овој човек. Професор Каракамишева, ви благодарам за гостувањето. Ако некои работи беа нејасни, сега сигурно сме ќе се поясни. Благодарам и вас на поканата.